Тоа е еден позив мој за помош на деца кои имаат оштетен вид, слух или говор. Па мојата желба да им помогнам беше појака од се и затоа јас се определив токму на оваа струка. Иначе можам да кажам дека благодарна сум дека овој институт ваков се отвори за прв пат во Македонија и привлече големо внимание меѓу нас сите младите. Што се однесува до структурата на студентите од краевите што доаѓаат, може да се констатира дека тоа не задоволува, бидејќи голем број од нив се од Скопје, што укажува на тоа дека во наредниот период треба да се настојува да се запишат студенти и од други краишта на Република Македонија, бидејќи немаме општина во која не постои установа или училиште, односно паралелки за рехабилитација, образование и воспитание на инвалидизирани деца. Со започнувањето на овие студии, не само што ќе се настојува да се задоволат потребите од таков кадар, туку тоа значи и продолжување на еден континуитет во способувањето на таков кадар, кој досега се школуваше на другите факултети, надвор од нашава држава. А исто така, овие студии ќе значат и многу за развојот на дефектолошката наука, за нејзината теоретска и практична дејност во Република Македонија. Потребата на кадри беше неминовна, не заради зголемениот број на децата, туку поради потребата од организирано згрижување и едукација. Поради сето ова, Сојузот постојано правеше напори за обезбедување на квалитетен стручен кадар. Голем број на студенти своето дефектолошко образование го оформија на Дефектолошкиот факултет во Белград, за дел од нив општествената заедница да издвои и стипендии, но состојбата со распадот на бивша Југославија и потешкотиите што и ден денеска се присутни, беа причина да Сојузот повторно се зафане со овој проблем. Со одлука на председателството на Сојузот и големата поддршка од Министерството за образование и физичка култура, се изготви елаборат за потребата од стручни кадри кои во иднина ќе ги задоволуваат потребите во Републиката. Од страна на председателство ангажирани се веќе афирмирани стручни кадри и докажани: професор доктор Липчо Едински, редовен професор на Дефектолошки факултет во Белград, професор Славчо Керамичиевски, исто така редовен професор на Дефектолошки факултет во Белград, на кои Сојузот посебно им благодари, што морам да истакнам во оваа прилика, бидејќи доброволно се вклучија и вложија исклучителни напори околу подготовките за започнувањето на дефектолошките студии и тоа без никаков паричен надоместок. Деновие сме сведоци на еден настан што ќе остане запишан во историјата на македонската дефектологија. Започна студиите по дефектологија. Првите студенти веќе можат да ја потврдат својата решителност за изборот што го направија, затоа Сојузот им посакува плодни студии. На крајот сакам да истакнам дека нашата радост е голема и во името на хендикепираните лица и Сојузот на дефектолозите на Македонија изразувам благодарност за сите оние што допринесоа за започнувањето на студиите по дефектологија во Македонија, а нарочно Министерството за образование и физичка култура, ректоратот при Универзитетот Кирил и Методиј во Скопје, Филозофскиот факултет и поединци, како и на телевизија Скопје, што оддели термини и би донесе пошироко запознавање на јавноста со овој проблем, се за доброто на овие лица. Благодарам.